Со заминувањето на јануарските празници заминаа и последните туристи од Берово, кои овие 20 дена по нова година го направија Берово вистинско туристичко место. За тоа придонесе и последниот снежен бран, заради кој што голем број на туристи од Централна и Јужна Македонија ги посетија Малешевските планини и туристичката населба Беровско езеро. Најмногу задоволни беа туристичките работници, собствениците на хотели и вили, како во градот Берово, така и во населбата Беровско езеро, кои велат дека особено за време на новогодишните и божикните празници, нивните сместувачки капацитети биле преполни со гости. Имаше доста посетеност во Берово, во населбата посебно Беровско езеро и пошироко, но посебно Беровско езеро имаше доста посетеност. Задоволни сме, имаше туристи кои што си поминаат добро и кажуваат на други и не рекламираат. Тоа е најголема реклама во Берово, што гостите задоволни кога си идат, ни најдобра реклама и ние сме задоволни. Посебно имаме туристи, македонски туристи, претежно Скопје, Штип, Кавадарци, така Струмица. Квалитетната понуда, можностите за целодневни прошетки низ шумските предели на овој преубав крај, одличните услови што ги нудат најпознатите репрезенти на туризмот, пред се Аурора како ресорт и спа центар и хотелот Манастир, уреден во национален малешевски стил, ги привлекуваат туристите да дојдат на зимски одмор и рекреација, барем на еден викенд, а неретко и на подолг престој. Имаше ли туристи сега за празниците? Па имаше туристи. Каде најмногу одат? Кои се најатрактивни? Па одат у Арора, у Манастир. Тие места. Да, има многу туристи, има. Познам по тоа што ме прашуваат стално кога ќе застанат овде, за нагоре одат на кај браната. Значи таму е Аурора и овој хотел тука што ни е Манастир. Но таму одат, има многу туристи. Од Скопје идат. Па најатрактивни места се овој хотел Манастир, Аурора, горе езерото и горе има уште две големи комплекса таму. Инаку најубавиот снежен град деновиве во Македонија е Берово со 20 сантиметри снег, кој поради ниските температури се задржа скоро цела недела.